Невестата што јадеше многу леп, чита Александар Станојков. Една мала невеста била учена уште од дома која била мома при мајка си да јади многу леп. Кога ќе седнала да руча или да вечера кај момчето кај што се мажила, нијет немала да станит, дури не го изеела сио леп што имало на трпеза. На сите му било мошне мака во куќата, оти да јади младата невеста толку многу као некоја биолица. Бидејќи уште млада невеста, тој брго земена, му било страм на сите да ја речат да не јади толку многу. Измислија еден ден маривет за да ја подсетат ѓоа да не јади толкова многу. Арно, ама маривето што го измислија не му поможи на куќните луѓе, ами за невестата уште заповеде дојде, чунки на дојадување, секој од домаќините ќе ја подеал по еден комат леп пред неа и секој ќе ја рекол: на невесто и овој комат изеј го, за да не останат парчиња леп низ ноќва да се валкаат. Така секој е подал комат леп и така е велел за да се сети и да се устрами невестата, да толку многу да не јади. Арно, ама младата невеста си иземала од секого парчињата леп и дури не и дојадела, не било чаре да се истајала од трпесата. Тогај брго дошла мајка на младата невеста и ја прашала како си поминувала со зетот. Мајко, си поминувам како што сакат Господ. Остај што зетот многу ме честит, ама и сите куќни луѓе од мерата надвор ме честат. Кога ќе седниме на ручек или да вечераме, сите со ред по еден комат леп пред мене ќе ми клаат за дојадување, за јас да и дојадам, за да не останит леп на трпеза. Ете таква чест ми прават, мајко. Така, ќеркоде, ја рекла недугаата мајка. Ете, сега ми се стори ќеот дека си поминувала арно со зетот и дека те честиле сите од куќа. Да му го има умот владиката од Јанина и на двете. Мајка и ќерка што не му текнувало тие страмота да јади толку многу една млада невеста, колку за тројца што јадат во куќата. Поарно човек да има 100 душмани, одошто да има еден пријател будала.